Регулаторната комисија за енергетика ниту ја одредува цената на гасот, ниту може да има надлежност за транзитните такси. Првиот човек Марко Бислимовски вели дека не може да коментира зошто ниту владата, ниту Министерството за надворешни не реагираат на поголемите давачки што ги воведе Бугарија. Ние во моментов имаме една интерконекција со Бугарија, кој што преку Турција доаѓа преку Бугарија, доаѓа и во Македонија. Не може да се каже со сигурност од каде доаѓа. Значи, еден трговец има долгорочен договор со Газпром, во Македонија, условно кажано, доаѓа една цевка. И во таа цевка доаѓа природен газ од различни места. Исто така со изградбата на новата интерконекцијска врска со Грција, која што ќе биде за релативно краток период, и од тамо повторно ќе доаѓа природен газ од различни правци. Од регулаторната комисија вела дека цената на гасот не зависи од нас, туку од движењето на светските берзи и дека во Македонија газ доаѓа и од други земји, не само од Русија. Јасно е дека од оваа година, од 1 јануари, гасот што доаѓа во Македонија 100% не е руски. Ние го гледаме тоа по податоците од квалитетот за природниот газ, така да снабдувањето со природен газ се одвива во Македонија вообичаено. И додека нашите власти молчат за зголемувањето на бугарските давачки, Србија и Унгарија веќе остро реагираа. Бугарија воведе такса од 10,23 евра за мегават час руски газ, што транзитира низ нејзината територија. Тоа го направи под изговор на рестриктивни мерки против Русија, но и тамошните енергетичари реагираа дека крајната цел е само прибирање пари. Според проценките, таксата ќе донесе 1,3 милиарди евра годишно во бугарскиот буџет. Добар дел од енергетските експерти веќе реагираа дека новата такса ќе се одрази на цената која ќе ја плаќа крајниот потрошувач. И сметаа дека со ова се прекршуваат билатералните договори, пред се оној за добрососедство и пријателство, според кој Бугарија треба да ја поддржи Македонија како земја аспирант за Европската унија и да не задава дополнителен финансиски товар. Инаку поскапиот газ ќе ги зголеми трошоците и на топланите, па веќе при следната пресметка најверојатно ќе има и поскапување на парното грејење.